Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Прво издание на Здравје во новата 2016 година. На самиот почеток да ви ја честитам новата 2016 година, да ви посакам успешна година и секако година исполнета со здравје, впрочем како што е слоганот на нашата емисија. И овој понеделник, прв во 2016, со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добре дојдовте и во ова постпразнично издание на Здравје. Нека ви е среќна и успешна 2016 година. Ви благодарам, добро утро и вам и честитки за празниците и вам лично и се разбира на нашите слушатели. Денеска, после празниците, одбравме тема поврзана околу празниците, ќе зборуваме за детоксикација на организмот. Често го слушаме концептот за детоксикација на организмот преку исхраната, односно да го исчистиме нашиот организам од токсични материи кои сме ги внеле на директен или индиректен начин преку исхрана. Како се прочистува организмот и колку исхраната може да доведе до детоксикација, односно прочистување на организмот? За жал, нели, кога зборуваме за празници, зборуваме за детоксикација, зборуваме за потребата да се исчисти организмот, бидејќи знаеме да се опуштиме малку повеќе. Тој концепт на детоксикација е доста интересен и треба да бидеме внимателни дека многу често се користи и во ненаучна смисла. Односно, постојат премногу така наречени детокс диети или разноразни производи кои што се рекламираат. Треба да се знае дека всушност вистинската моќ за детоксификација ја има нашиот организам природно. И ние се што треба да направиме е да му помогнеме на организмот на природен пат, тој да го постигне тоа кое што знае да го прави најдобро, а тоа е да се исчисти, да ги детоксифицира, како што велиме, материите кои што се насобрале во одреден период. Но се разбира, тоа не е кампањска улога на нашиот организам. Ние треба најнапред тоа да го расчистиме, дека тој процес кај нас се случува континуирано. Празник, не празник, нашето тело тоа постојано го прави. Кога зборуваме за детоксикацијата, важно е да зборуваме на две нивоа. На ниво на клетка и на ниво на цел организам. Кога зборуваме на ниво на цел организам, тука јасно е, црниот дроб е тој главен прочистувач на организмот. Значи, органот број 1... Филтерот, нели уште го нарекуваме хемиската лабораторија на човековото тело. Зошто се нарекува така? Бидејќи има низа на ензими, кои што се присутни во црниот дроб и кои што со низа комплицирани метаболни реакции успеваат да го прочистат организмот од сите можни несакани материи кои што може да се насоберат од метаболните процеси. На ниво на клетка пак постојат уште покомплицирани методи и ензими кои што се разбира нема да навлегуваме во тек на една емисија од ваков карактер, но таму главно е на ниво на антиоксиданси, тоа кое што го зборувавме минатата емисија, при што главната цел на телото е да не дозволи тие слободни радикали да стасаат до ДНК, односно да стасаат до срштана на клетката во хромозомите и на тој начин, ако го предизвикаат тоа нарушување, може нели последователно да се случи развој на рак или на малигни клетки. Така да гледаме дека нашето тело е екипирано, е силно спремно, има арсенал за заштита од загадувањето. Така, на природна заштита. Природна заштита и ние се што треба да правиме е треба да ги засилиме тие механизми за заштита. Така, доктор Митов, минатата емисија кога зборувавме за аерозагадувањето и прочистувањето на организмот, односно како да се заштитиме од зголеменото ниво на загаденост на воздухот, сосема накратко го споменавме глутатионот и неговото огромно значење за прочистување на телото.
Може ли малку по-конкретно да се осврнеме на неговите својства и колку има влијание во прочистувањето на телото? Кога зборувавме за аерозагадувањето, добро рековте, ги спомнавме антиоксидансите и нивната улога во прочистувањето на нашето тело. Колку е важно да се зголемат количествата на антиоксиданси во сите телесни течности и во тој заштитен слој во респираторниот систем, со цел кога доаѓаат токсините, истите да бидат неутрализирани. Рековме, витаминот С е тој кој што е меѓу најважните и кој што има најбитната улога во слојот кој што го заштитува респираторниот тракт, но на ниво на клетка многу битен е глутатионот. Тоа е, можеби нели за слушателите да биде непознато име или ретко се слуша. Ретко употребувано, нели постојат многу други така поизвикани имиња, да речеме. Меѓутоа глутатионот може слободно да кажеме дека е една од најважните молекули кога е во прашање детоксификацијата или битката со антиоксидансите во нашето тело. Всушност и ако земе човек да ги проучува тие мрежи на научни студии кај што се објавуваат, датабази, ќе види дека има над 90.000 медицински артикли или студии, значи над 90.000 медицински научни студии кои што се посветени токму на глутатионот. И тоа дава една перспектива колку важна Што значи ове конкретно глутатионот, да им доловиме на слушателите, пластично да го објасниме? Така, тоа е една молекула во нашите клетки која што го има капацитетот да ги сопира штетните слободни радикали. И тоа го прави практично во секоја клетка. Значи, во секоја клетка несаканите, негативните продукти на метаболизмот кои што се ослободуваат, биваат фатени или спречени од глутатионот да не продолжат понатаму и да прават штета. Така, например, уште поопшто, ако внесеме преку исхрана некоја токсична материја, значи глутатионот е тој што Тоа е друго, веќе кога зборуваме за токсичните материи, генерално кога влегуваат во организмот, тогаш црниот дроб доаѓа на преден план. И тој има посебни механизми, односно ензими специфични кои што ги фаќаат и ги разградуваат. Но глутатионот е на ниво на клетка. Во секоја клетка има нели метаболизам, се храни, се произведува енергија, се произведува во секоја клетка. И за жал, како еден спореден ефект на тие процеси се слободните радикали. Ако нема кој да ги спречи, тие би правеле ршумни за организмот. Таа клетка, таа молекула главна која што ги сопира е глутатионот и ние можеме многу преку исхраната да придонесеме за правилен начин на исхрана и за зголемување на нивоата на глутатион, особено во услови кога има зголемено загадување, бидејќи тогаш нели под нападот на сите тие надворешни супстанции се троши глутатионот во телото. Сосема накратко, тоа е една многу едноставна мала молекула од цистеин, глицин и глутамин. Еве тоа е, да речеме, од биохемиски аспект. Ако земеме да ја анализираме, еден момент е важен. Во нашето тело треба да се размисли како нашето тело еволуирало низ така, ја имаме ли ова клетка, молекулата која ја има во клетките, ја имаме или ја внесуваме преку исхрана? Ја имаме, значи нашето тело има капацитет да ја произведува и континуирано ја произведува, но има исхрана која што може да биде да ја зајакне. Така стимулирана и со тоа да го зајакне количеството на глутатионот. Важно е да се каже дека и тоа треба да си го размислиме. Ако ја погледнеме цела историја на создавањето, да речеме, на човекот, или од кога и да постои човековиот организам, илјадници, па можеби и стотици илјадници години наназад. Нашето тело низ таа еволуција создавало капацитет за одбрана, значи како телото да биде одбрането. Тоа што сега го имаме како проблем е во последните 50-70 години. Во природата се ослободени и континуирано се ослободуваат толку многу нови материи, значи се смета дека постојат некаде над 80.000 хемикали, хемиски произведени нови соединенија кои што претходно не биле во природата, а сега се, и на истите нашето тело не знае баш како да одговори, бидејќи за прв пат и еволутивно гледано за прв пат се соочува со нив. Затоа е важно кој какви гени има, бидејќи се смета дека 50% од популацијата има такви гени
кои што доведуваат до ниско ниво на глутатион и заради тоа нашето тело да не биде во можност да одговори правилно на предизвиците кои што ги има секојдневно. Но Доктор Митов, тука ќе направиме една кратка пауза, ќе довршите мислата може. после рекламите, ќе се осврнеме уште малку на глутатионот. Правиме пауза за реклама и се враќаме со разговор во студиото. Почитувани, јас сум Александар Динев. Со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Во денешното издание на Здравие со доктор Митов зборуваме за детоксикација на организмот. Пред рекламите го слушнавме значењето на молекулата глутатион, навистина огромно значење во одбраната на организмот односно при прочистување на организмот, односно детоксикација на нашиот организам. Доктор Митов, што друго да додадеме за глутатионот? Споменавме како се создава, дека може да се зајакне дополнително со одреден начин на може и исхрана. конкретни совети да кажеме. Така може во тој конкретни дел, да. совети да слушнат слушателите и да им стане појасно Пред паузата малку повеќе научно. Така, за каква молекула станува збор и навистина да го слушнат слушателите големото значење кое го има во одбранбениот Така. механизам на организмот. Еве, како што рековте, пред паузата зборевме малку повеќе од научен аспект, кои се важните аспекти за создавањето и ефектите на глутатионот. Сега да кажеме од практичен аспект што треба човек да направи за да ги има покачено овие количества, да речеме, на глутатион. Основното нешто кое што го дадовме како препорака и минатата емисија е да се консумираат храни кои што имаат сулфур во себе, а главно во исхраната, ако земеме како продукти да анализираме, тоа пред се е лукот. И затоа е многу важно да се консумира лук, особено во зимски услови, по можности секојдневно. Настрана Природниот пеницилин. Да, настрана тој несакан ефект за непријатниот мирис. Толку се силни позитивните ефекти на лукот, така што тоа треба да биде многу се посилни од непријатниот мирис во секој случај. Во секој случај. И тоа е едно нешто, еден продукт кај што го има продуктите кои што водат кон големи количества на глутатион. И вторите се така наречените круциферозни зеленчуци. Всушност станува збор за пред се за брокули. Тука спаѓа брокули во истата фамилија, спаѓа зелката, спаѓа келјот и низа други, но брокулите се тие кои што се доста важни во заштитата на организмот. Така, на почетокот од емисијата го споменавме црниот дроб кој има навистина огромна улога во прочистувачка улога од разни штетни материи, токсини кои ги внесуваме во организмот. Како преку исхраната може да го зајакнеме, да ја зајакнеме оваа улога на црниот дроб? Правени се студии кои што биле пред се засегнати од аспект на тоа дали негативните субстанции кои што се внесуваат во нашето тело може да бидат на некој начин намалени со засилено дејство, со засилена функција на црниот дроб. Конкретно се испитувани така наречените хетероциклични амини, кои што во една од минатите емисии ќе се сетите зборувавме дека всушност се канцерогени, придонесуваат за развој на рак. А истите тие се особено присутни кај месото, кога тоа се пече на директен оган или на скара. Значи, кога го добива тој црн слој, значи подзацрнат слој, тој е тој кој што ги содржи тие хетероциклични амини. Правени се конкретни студии, во Америка сега конкретно зборувам, во тоа месо, на тој начин приготвено, најдено е дека силно е поврзано со со зголемен ризик за развој на рак на дојка. Значи, препечено месо скара или пушено, преработено месо, кое што има зголемено ниво на хетероциклични амини, најдено е дека е поврзано со зголемен ризик на рак на дојка. И тоа во конкретни бројки. Веројатноста се зголемува за 47% кај тие жени кои што најмногу користеле така обработено термички месо. А интересна била комбинацијата па кога споределе кај тие жени кои што јадат многу месо, а истовремено јадат малку овошје и зеленчук, колку се зголемува веројатноста за развој на рак на дојка.
И кај нив процентот на зголемување на веројатноста е 74%. Значи 47 само кај тие кои што јадат зголемено количество на месо, Препечено, загорено, да речеме, или процесирано, обработено. А ако истото тоа земање во високи количини на месо е комбинирано со ниски количини во исхраната внес на овошји и на зеленчук, тогаш речиси се дуплира веројатноста за рак на заболување од рак. сега, која е била интересна е студијата што била направена? Тие хетероциклични амини се следени како се движат во крвта, бидејќи може тоа да се зима крв од пациентот и да се гледа колку се присутни во крвотокот. Најдено е што ќе се случи ако се додаваат броколи во исхраната на тие пациентки. Така е следено. И било утврдено дека колку повеќе се додаваат броколи во исхраната кај тие пациентки, толку повеќе се намалува количеството на хетероциклични амини кои што се движат низ крвта. Значи им било давано месо да јадат, на почетокот само месо без броколи, потоа месо со броколи и во третата фаза откриле дека дури и да престанат да ги даваат броколите, се задржува тој капацитет на организмот, значи само што било јадено броколи неколку недели порано и од кога престанале пациентките да ги консумираат броколите на дневна основа, уште одреден период телото го задржало капацитетот да се штити конкретно од хетероциклични амини. Така да навидом ќе си кажеме броколи, нели, зеленчук, едноставно нешто не би можело тоа да штити од рак, вака лаички да речеме гледано, но научните студии го велат сосема спротивното. Но вистина тоа се факти со научни докази. Ова е се цврсто докажано, ова е, значи не е се тоа измислици, не е тоа на основа на некој експерт што кажал, туку напротив, студии спроведувани на огромен број пациенти, долги години со многу експерти за да се дојде до тие заклучоци. И кога веќе зборуваме за тој природен капацитет за одбрана на организмот, црниот дроб има централна улога и мораме да истакнеме дека броколите се многу важни за зголемување, брокулата е многу важна за зголемување на тој капацитет на црниот дроб да го штити телото. Ја зајакнува функцијата на црниот дроб, но кога сме кај црниот дроб пред самиот крај на емисијата, често слушаме дека алкохолот и маснотиите го оштетуваат црниот дроб. Од друга страна, вие споменавте и слушаме дека има огромна улога во детоксикацијата на организмот, значи клучен орган кој ги стопира токсините да му наштетат на организмот. Како да го заштитиме подобро во една реченица, две црниот дроб? Во една-две реченици, алкохол колку што е можно повеќе да се намали, земајќи го предвид здравјето на црниот дроб, и заситени масти, а тоа значи месо, колку што е можно повеќе да се намали и едното и другото, а интересно е тоа дека кафето пак има силна протективна или заштитна улога кај црниот дроб. Така да дури и до 4 чаши кафе се препорачува земање дневно, ако нема пациентот други здравствени проблеми, доколку е здрав, со цел да го заштити црниот дроб. Многу студии покажуваат дека кафето придонесува за подобро здравје на црниот дроб. Така, и споменавте броколи и останат лук и останат зеленчук. Добре дојде на Кебидова исхрана и во текот на престојните божикни и празници. Се надевам нашите слушатели ќе испочитуваат барем дел од овие совети кои ги споделивте со нив во денешното издание на Здравје. Ви благодарам за одвоеното време и за разговорот и во оваа емисија на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на Здравје, прво за оваа 2016 година, во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Аудио реализација Горан Алавук, видео реализација Никола Давчев. Денеска сме понеделник, 4 јануари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба во Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.